Последни вести денеска, добро вечер. Овара Струга поднесе барање за поведување прекршочна постапка против правното лице Општина Струга и против одговорното лице 65-годишниот Мќ од струшкото село Биџево, поради сторено дело спротивно на членот 6, а казниво по членот 11 од Законот за употреба на знамињата на заедниците во Македонија. Пријавените како организатори на настан по повод денот на албанското знаме, што на 28.11.2025 се одржувал на улицата Маршал Тито во Струга. Покрај знамето на заедниците, ниту на бината, ниту на дел од кеовите на реката Црн Дрим не го истакнале и не го поставиле државното знаме на Македонија, што според закон биле обврзани да го направат. Регулаторната комисија за енергетика донесе одлука со која од 1 јануари следната година се намалуваат надоместоците за дистрибуција, пренос и за операторот на пазарот на електрична енергија. Со ваквата одлука, влијанието на крајната цена на струјата што ќе ја плаќаат потрошувачите на регулираниот пазар во просек ќе биде од 1 до 1,2% пониска. Сепак очекувањата се дека крајната цена на струјата од јануари ќе биде повисока, од 3 до 4% од таа што ја плаќаме сега. Во просек, влијанието е, ако ние регулираме, тоа што влијаеме ние на крајната цена е 37%, некаде тоа влијание наше е околу 1%, помеѓу 1 и 1,2%. Сега не би сакале да шпекулираме што ќе ни достави Ева на Хом, бидејќи има фактори на кои што ние не ги знаеме цените, особено во делот на повластените производители. Доколку се воведува ефтина тарифа во текот на денот, кога се најниски цените на пазарот, да, може да се воведе, но исто така по 22 часот имаме екстремно високи цени. Значи, доколку нешто се воведе во текот на денот, тогаш ефтината тарифа не би започнувала од 22 часот, туку би започнала од 00. Бруто домашниот производ во третото тримесечје годинава бележи раст од 3,8% во однос на истиот период лани, објави министерката за финансии Димитриевска Кочовска. Во споредба со земјите од регионот и од Европската Унија, согласно податоците за третиот квартал 2025 година, Македонија е на третото место по раст на БДП, при што повисок раст е забележан во Ирска и Данска. Повторувам, за третиот квартал од 2025. Главниот двигател на растот во третото тромесечие бреа бруто инвестициите, кои се зголемија за исклучително високи 30,6%. Пред се како резултат на силниот раст на инвестициите во основни средства. Високиот раст на инвестициите во овој период доаѓа како комбинација на неколку позитивни трендови во економијата. При тоа се истакнува придонесот на инвестициската активност на домашните предпријатија, имајќи ја во вид високата искористеност и заинтересираност за поволната кредитна линија обезбедена од владата. Важен придонес кон растот на инвестициите имаше и силната посветеност на владата на капиталните инвестиции и оптимизацијата на нивните трошоци, динамика и услови за градба. Оптимизацијата на капиталните инвестиции значеше и интензивирана реализација на големите инфраструктурни проекти, финансирани од државата, како што се коридорите 8 и 10. Дополнително, значаен двигател на бруто инвестициите беше и поддршката на општините за реализација на капитални инвестиции со цел порамномерен регионален развој и унапредување на животот на граѓаните. Сумарно, ваквиот позитивен тренд кај инвестициите укажува на исправноста на владините политики, дури и во исклучително предизвикувачки периоди за глобалната економија. Продолжуваме со политика. Ќе поднесеме иницијатива до антикорупцијските институции во Италија, кои со години и децении се бореа против најорганизираната европска мафија Коза Ностра. Лидерот на СДСМ најави низа активности со кои, како што вели, ќе се намалел криминалот и корупцијата во земјава. Од ВМРО ДПМН возвратија. Со ваквите пресконференции во СДСМ си прават харикири. Михајло Видимлиски.
Председателот на СДСМ Венко Филипче ја повика главната европска обвинителка Лаура Ковеши да ги расчисти скандалите со европските фондови, посебно со ИПАРД програмата. Апсењето на директорот на Агенцијата за финансиска поддршка за земјоделството и руралниот развој пред еден месец од партијата претходно го посочија како конкретен сигнал за корупција од страна на власта и најавија дека ќе се обратат до европското јавно обвинителство. Според Филипче, со вклучувањето на Ковеши целосно ќе се расчисти случајот. СДСМ ја повикува европската обвинителка Лаура Ковеши да ја посети Македонија. Лично да се запознае со малверзациите кои ВМРО ДПМН ги прави со европските фондови, меѓу кои, и тоа што е веќе јасно, ИПАРД програмата во која се загрозени 130 милиони евра. Но фактите се јасни. Се случи големата проневера на европски пари во Македонија. ИПАРД фондовите, и тоа луѓе, членови на ВМРО ДПМН, луѓе блиски до премиерот Христијан Мицкоски. Филипче најави дека утре ќе продолжи со така наречените бомби за наводни корупцијски шеми, а информираше дека во рамки на партијата е формиран и антикорупцијски тим од експерти и млади истражувачи, кои ќе ги анализираат документите и ќе поднесуваат пријави до домашните и меѓународните институции. Иницијатива ќе поднесеме до антикорупцијските институции во Италија, кои што со години и децении се бореа против најорганизираната европска мафија, Коза Ностра. Ако тие се справија со Коза Ностра, можеме и ние тука да се справиме со оваа мафија на ВМРО ДПМН. Од ВМРО ДПМН пак со одговор на пресконференцијата на Филипче, тој и СДСМ се последните кои имаат право да зборуваат за борбата против корупцијата. СДС нема никаков кредибилитет да говори за борбата против корупција. Главниот извор на криминалот во државата се токму тие, нивните кадри, нивните мрежи и системот на злоупотреби и делови од обвинителството кои ги штитат. Овој настап на СДС, односно на Филипче, е уште едно политичко харикири. Обид да се испере нешто што не се пере ниту во топла, ниту во ладна вода. Првиот, како што го нарекоа СДСМ, скандал што го отвори опозицијата минатиот викенд беше во врска со фирма со двајца вработени, формирана лани во август, која за 6 месеци годинава добила 6 тендери вредни скоро 9 милиони евра, од кои 4 од генералниот секретаријат во владата. Дали има нешто спорно во овој случај? По пријава на СДСМ ќе треба да провери антикорупцијската комисија. Наспроти обвинувањата на опозицијската партија, од ВМРО ДПМН пак деновиве бараат истрага за отписот на 2000 тони пченица, кој според партијата бил правен со одобрување на Заев, Филипче и тогашниот министер за земјоделие Николовски. Поранешните премиери Груевски и Заев се скараа на Facebook. Се обвинуваат кој, колку и на каков начин соработувал со Русија. Деталите од оваа интернет преписка ни ги пренесува Сања Трајковска-Ставров. Иако и двајцата веќе одамна не се дел од активната политика, екс-премиерите Заев и Груевски ја продолжуваат политичката пресметка, овој пат преку социјалните мрежи. Откако Груевски го обвини Заев дека бил дволичен, отивелел дека е за Украина, а со русите терал бизнис и тргувал со руско железо и челик, тој му одговори дека треба да си најде хоби, како например да научи да прави гулаш, бидејќи, како што напиша, Русија не би му дала капка вода, а не бизнис. Заев му порача на Груевски да престане да се обидува да влијае на македонската политика од екзил, подсетувајќи го за неговата затворска казна. Се надевам и верувам дека ќе дојде денот кога ќе се појавиш во Македонија, а добро знаеш каде ќе треба директно да одиш, за да разбереш. Јас жеден да сум, Русија капка вода нема да ми даде, а камоли бизнис да ми даде. До свидање, Никола. Поздрав од Македонија, полноправна членка на НАТО. Груевски претходно споделувајќи своја фотографија на плоштадот пред базиликата Свети Стефан во Будимпешта, каде што се наоѓа Божикниот базар, обвини дека ербап европеецот, како што го опишува во својот статус Заев, заради лично богатење учествува во зајакнување на финансирањето на Русија, а приватно како бизнисмен тој всушност ја финансира војната во Украина преку бизнис што го води од Дубај. Спремен да прати туѓи деца на фронтот, на големо во стотици милиони рубли секој месец врши трговија со руско железо и челик, односно купува ефтино железо од Русија, чија цена е пониска заради силните западни санкции кон Русија и прави сделки во кои сите имаат заработка, и продавачите од Русија и купувачот фирма на Заев.
Груевски веќе 7 години живее во Будимпешта, откако под неразјаснети околности ја напушти Македонија, соочен со неколку судски процеси покренати од тогашното СЈ. Во меѓувреме доби политички азил од власта на Орбан. Заев пак целосно се повлече од јавниот живот, откако во 2021 ги загуби локалните избори и на негово место во СДСМ и во владата го предложи Димитар Ковачевски. Тоа беше се. Пријатна вечер.